Добро утро, се наоѓам во просторот на културно-информативниот центар, вечерва во салон 1919, позната локација на скопската публика во рамките на есенски музички свечености, 25-то јубилејно издание. Особено и е драго и на дирекцијата и на скопската публика, верувам дека идве чекат вечерва да ги слушнат новите композиции, нешто веќе невидено. Ќе биде ова едно премиерно издание на музичарот, композиторот, гитаристот Георги Шаревски. Добро утро. Добро утро, ви благодарам за вниманието за мојот концерт и вакви убави зборови што кажавте. Мене ми исто така големо задоволство што првпат оваа година ќе учествувам на есенски музички свечености и мислам дека имам спремно многу добар програм за македонска публика. Програмата ќе ја дознаеме и ќе ја слушнеме вечерва, меѓутоа може ли нешто што треба да се слушне премиерно, треба да се слушне вечерва. Меѓутоа, ајде некако за она што го компонирате и што секогаш сте автентичен, уникатен и некако непредвидлив, можам да кажам. Да. Од каде црпите такви мотивации, таква енергија, сето тоа да го искомпонирате? Знаете, посебно за овој програм, за овој соло програм, морав да се изолирам малку и да се карантирам неколку дена за да влезам во длабоко во мојата душа и оваа музика вечер што ќе свираме за соло инструмент, компонирана и аранжирана, е многу интимна, е медитативна, на моменти и терапевтска, сигурен сум, и за мене, но и за публиката, мислам дека ќе биде. Инспирација црпам од се околу мене, од сите работи кои што ми се случуваат, но посебно за овој нежен програм црпам инспирација од нежните работи најмногу. Учествувавте и настапувавте, ве паметам, и на Скопско лето. Да. Еве сега имате една добра соработка, ја спомена Дирекцијата за култура и уметност, на едно престижно издание музичко, каде што во есенски музички свечености како програми влегуваат високо реномирани музичари и мене затоа и така и во најава да кажав ми особено драго што вечерва ќе ни настапите колку композиции. Знам дека тоа е ваше интимно, некако сакам да продрам да излезе нешто од вашата душа да ни кажете. Баш така, значи требаше да има и програм за самиот концерт да се испринта днес и до вчера вечер не можев да се одлучам за тој редослед на композиции како ќе оди, зашто многу зависи од самиот миг кога ќе свирам, од публиката, но од прилика спремив еден многу шаренолик програм, почнува со по-медитативни дела, а потоа доаѓа еден позабавен дел, а кон самиот крај треба да изведам и неколку песни кои се соработка со Владимир Лукаш, кој е наш, според мене, најдобар поет за деца и многу повеќе од тоа, и дизајнер и други работи прави. И направив неколку песнички што наскоро ќе бидат дел од една позната анимирана серија нова што ќе излезе, за која што не знам дали можам да зборам се уште, ќе искочи наскоро, ама тоа се песни што ги пеам јас и ги искомпонирав јас по текстови на Владимир Лукаш. И вечерва за голем дел од публиката ќе биде премиерно да ги слушне и тие 2-3 песнички. Одлично, знам дека соработувате со врвни музичари не само од Македонија, од Европа, од светот, да. Така и свирите и имате живеено надвор од Македонија. Ова го кажувам бидејќи верувам дека она што го работите некако емотивно, импресивно и многу уникатно, меѓутоа каде ќе го видиме Георги Шаревски следниот период? Имате планови каде ќе настапувате или? Јас не сум толку активен концертно. Изминатава година поминав, главно работев на композиторски ангажман околу анимираната серија која што веќе спомнав, за која што ја правев целата музика за серијата, но и неколку песнички кои излегуваат одделно од самата серија и во цел тој процес на компонирање, тоа морам да го правам сам, се инспирирав уште повеќе да направам и програма за свирење сам, зашто за мене тоа е голем предизвик, едночасовна програма или повеќе, каде што нема никој на бина до тебе, па да земаш малце пауза, некој друг може да посвири или
да зависи и од некој друг музиката, сега зависи само од мене и морам да ви кажам голем предизвик, малци имам и трема, ама сигурен сум дека ќе биде добра вечера. Тремата е затоа што ако ве прашам дали сте подготвени за вечер, веќе одговоривте, веќе кажавте и кога ја црпите инспирацијата во текот на самото изведување, тоа е веќе секоја чест. Мислам редок музичар на вистина сте, затоа што тремата е сама по себе и мислам дека е потребна и повеќе од потребна. Се занимавате со компонирање? Да. Долги години. Јас завршив композиција и аранжирање на Беркли. Тоа ми беше правецот кој што учев, а гитарата ми инструмент. И како гитарист не сум стандарден гитарист. Имам свој стил на свирење и не сум од оние музичари кои што можат да свират во различен стил или да свират туги песни. Јас имав таа среќа да свирам само моја музика од кога дипломирав факултет и да се посветам паралелно со свирење гитара и на компонирање. Верувам дека така ќе продолжите, тоа е ваш пат. Да, сега овој соло програм што ќе освирам вечерва, се надевам дека следната година ќе можам да го издадам како албум, дали на плоча или само дигитално. Бидејќи го правам сам, се уште не знам поголемиот дел од публиката како ќе го прими тоа, дека немам некој со мене кој работи да ми каже ова е многу добро или ова не е толку добро. Така да све е до мојот вкус за ова. Меѓутоа, јас некако ќе констатирам, знаејќи го вашето искуство и образование зад вас и она што го работите, мислам дека понекогаш можеби работите за публиката, за аплаузот, за секоја перцепција и окок или насмевка за она што како го впие од вашата музика, меѓутоа ова го кажувам затоа што навистина сте на едно добро ниво, го држите тоа и секоја чест. Секоја чест. Навистина вие сте еден од ретките музичари во нашите простори, треба да ве чуваме. Многу ми значи национално благо. Ви благодарам. Јорги Шарески, ви благодарам за утринското вклучување во утринската програма на Македонија наутро, на македонската телевизија. Се гледаме вечер, уште еднаш ќе ги потсетиме во 20 часот во Салон 19. Салон 19. Ви благодарам многу.